Воспитувачките и негователките во градинките ќе ги примат децата без нов ковид тест. Според министерката Шахпаска, скринингот не е неопходен, но сепак, оваа одлука зависела од Министерството за здравство. Овие тестови не значи дека ако неговател воспитувач денес има негативен тест, дека веќе утре нема да биде позитивен. Значи, ова се информации кои што треба да ви ги одговори Министерството за здравство, меѓутоа не се неопходни во ситуацијава. За скринингот на воспитувачите Алфа Побара одговори во Скопскиот центар за јавно здравје. И оттаму велат, одлуката за ова била во надлежност на Министерството за здравство, но децидни се, скрининг не е потребен за персоналот во градинките. За министерот Филипче тестирањата во мај со кои беа опфатени повеќе од 4400 вработени во градинките не биле безцелни, зашто биле откриени неколку позитивни. Родителите исплашени и збунети, бараат безбедни услови за нивните деца да одат во градинка. Треба да има уште еден скрининг, затоа што следуваше период на годишни одмори, каде што сите бевме, и јас случувајќи, меѓутоа почитувајќи ги мерките, нели, со заштита, со маска, мислам дека треба да се тестираат сите негователки и воспитачки пред да се отворат градинките. Сепак не знаеме, може би е само носител, да е асимптоматски, а да е носител и преносител. Може ќе се заразат децата, не знам. Има доста паника меѓу родителите, што ќе се случи доколку едно дете биде заразено, значи сите деца ќе мора да бидат тестирани, ќе бидат сигурно во самоизолација, не знам, ова навистина ќе биде некој интересен хаос, како да кажам. Во меѓувреме не стивнуваат поплаките од родителите чии деца не одат во градинка, а плаќаат режиски трошоци цели 6 месеци. Има доста општини што не се спогодени и истите граѓани се уценети со тоа дека доколку до среда до 9 не бидат оплатени средства, децата нема да бидат примени во градинка. Инаку в среда градинките ќе можат да ги изгрижат сите деца на самоохрани и родители кои работат, а не можат да ги извршуваат обврските од дома. Според новите протоколи, воспитно-образовните установи имаат капацитет за 19.000, а биле пријавени 14.555 деца.